Машко, ако смеам да забележам, имаш тоа ретка коса, за сметка на тоа влакното ти е много квалитетно. Квалитетно е, сите така ми викат. Ако смеам да забележам, ушо е тајната на вашиот успех, Машко? Не е тајна, зошто тајна? Јас се од лоза лист правам. Ја правам мусака од лоза лист, па не чушки лоза лист, гра лоза лист, кисела вода правам од лоза лист, сарма лоза лист правам. И тоа што ќе остане од сармата сокот, јас коста си имам тоа шампон правам. Почитуван клиенту, и јас сум слушнал дека сармата од лозов лист многу го е. Еве парижаните, например, секоја есен у ноември Париз се претвора у една огромна купусарница. Сите се наредени еден позади друг и само си го точат расол. Знаеш ли зошто? Таму лоза лист не ви рее. Да видиш ти за свет трипу кај нас лозијата ќе ги закруат. Там кад се реа, тоа милина бре да гледаш бре. Ма тоа е друго бре, Машко. Ма ете зборувам од медицински аспект. Па, мојот пријател Франсуа Митеран, може си чул, може не, он беше многу тешко болен. И му препорачаа доктори да се лечи со зелки лист. Он ги послуша. Ти знаеш тоа си го продолжи животот? Даде, место 2 умре от 3. Да се лечеш со лоза лист, ќе поживееш до 6 сигурно. А за 3 сата кратевалото си врте, може Господ иначе измислиш. Може, ама тоа се, Машка, само предпоставки. Јас ти кажувам најконкретни примери. Еве еден друг мој пријател, исто може си чул, може не, Пјер Кретен се викал, Шнајдер без чарапи ми шиеше у Париз. Он, например, 95-та година, знаеш каква колекција избаци? За есен зима. Па тоа се беа апликации, па тоа се беше орнаментика од зелка, а после тоа од расолницата направи специјален парфем, расол киселиен. Шо зборуваш ти бре? Знаеш ли дека египчаните правеле папирус од лоза лист? А уште у Библијата се спомнува лозовиот лист као основна човечка гардероба. Улала! Ти да си јадаш, бре, Машко? Да не мислиш ти на Адам и Ева? Па они се покривале со смокви лист, а не со лозов. Море, не веруј таа работа, тоа грчка пропаганда е. Ео, даквика тебе они најголеми производачите на смокви. Адам имал смок, Ева имала смоква. А они носеле лоза лист сарма. Тоа нашите научници уште не го испитале, ама ќе ишка ќе го испитат. Така ќе биде кај што рекол. Сега се зафанати многу со оваа новата историја, ама ќе видиш. Ништо не знаете. Не ми терес да отварам уста вас, Самуил да го споминјам новата историја. Ама нема да те цел живот, още си ги вадиме, бре. Аман, бре, Машка, зашто се нервираш? Как да не се нервирам? Дај плата. Колку треба? 200 денари. Дај ја сакаш тоа еленската којшица, молим те, Машка. Кој да ми вратиш? Ќе ти вратам. Ова е една мала пажња од нашата фирма, еленска којшица, за да се чешташ дома кога се отидеш. Ај сега, пријател, фала многу. Не ќе ја пажњам, земи го тоа. Полека бе, дечки! Што е? Што? Кажи, извини! Брус Ли се подаша тука, обладина.